Според редовната програма на Министерството за внатрешни работи, денеска во просториите на полициската станица Кочани се одржа уште една крводарителска акција, на која се пријави околу 20 на полициски службеници и даруваа крв. По планови програмата за 2014 година, ова е трети пат што ја спроведуваме акцијата за доброволно дарување на крв во полициската станица Кочани. Моментално имат до сега дадено 10 колеги, а имат се пријавено негде околу 29 души, па до краја на акцијата мислам дека ќе биде сите ќе даруваат крв. Нова план и програма ќе добиеме за наредната година, 2015, повторно ќе продолжиме со акциите, така да за 2015 кој ќе добиеме планот и програмата ќе почнеме, мислам дека од февруар, 6 месец и 10 месец, така не е планирано за 2015. Од Центарот за трансфузиологија од Скопје се задоволни од хуманоста на поедини граѓани и службеници кои редовно даруваат крв, а ги истакнаа и условите кои треба да ги има еден крводарител за да може да дарува крв. Може да биде дарител секој возрастен човек од 18 до 65 години, ако е во добра здравствена состојба, ако има нормална тензија, нормален пулс, ако не е под никаква терапија во моментот на дарување, ако нема скоро никакво заболување, без разлика од која природа се работи, ако добро се чувствува, ако е добро одморен, добро хидриран, добро. Значи, одзивот е одличен, значи на ниво на целата република, секогаш имаме расположени дарители што сакаат да даруваат крв, без разлика на нивната возраст, така да задоволни сме. Да, одлично и во полициската станица, имаме одлична соработка со Министерството за внатрешни работи, така да стално имаме одличен одзив од страна на припадниците на тоа министерство. Од полициската станица Кочани вела дека редовно се организираат вакви крводарителски акции, а вработените полициски службеници самоволно се јавуваат со цел да се помогне на оние на кои